Овие стравични слики се нем сведок за тешката сообраќајна несреќа што утрото на 19 декември 2018 година, 10 минути пред 6 часот, се случи на железничкиот премин на улицата Благоа Стевковски во скопската населба Маџари, а во која загина 34 годишен полицаец вработен во полициската станица Газибаба. Трајче Георгиевски, мештанин кој веќе 57 години живее во оваа скопска населба, за еден телевизија раскажува дека проблемот со необезбедениот железнички премин, како и со патниот правец што од Маџари преку хиподром води се до Катланово, трае повеќе од 25 години. Вели дека жителите од 12 местни заедници што гравитираат во овој дел од Скопје алармирале до сите државни и локални институции, но одговор од никаде нема. Ние конкретно бараме да се направи проект, односно за пешачка, велосипедска и одбрана атмосферска канализација и да не се узурпираат каналите. Ова трагедија што е настанала, мислам дека по се изгледа покрај пругата треба да биде 15 метра чисто и од едната и од другата. Тој се сеќава и на состанокот од пред 11 години на кој присуствувале сите надлежни институции и на кои биле договорени конкретни мерки. На тој состанок е донесена следната одлука. По обемна дискусија околу надлежноста над регионалниот пат Р103 сега 1102 се донесе следните заклучоци. Министерството за транспорт и врски зема обврска да го изготви проектот за изведба на пешачка, велосипедска патека, бензинска пумпа Коце Металец до Катланово, додека општина Газибаба зема обврска да направи список на оние кои го узурпирале државниот имот покрај патот. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески на вчерашната пресконференција не можеше да каже точно кога ќе се реши проблемот, но вети дека тоа сигурно ќе биде направено. Јас сум согласен да точно имавме средба, на која што средба ние разговаравме со луѓето и им ветивме дека нивните проблеми кои што се поврзани во делот на безбедност ќе бидат решени. Јас сум свесен дека во година и пол сите мостови се во Република Македонија не може наеднаш да се направи. Меѓутоа и во ЈПДП за нареднава година има над 10 мостови кои што ќе бидат санирани. Паралелно беа дел мостови и реконструирани и направени и во делот на железницата и овој проблем. Јас не можам со точен датум да кажам во кога ќе биде крајно тој дел реконструиран и завршен, меѓутоа можам да гарантирам согласно она што и НАТО до ланската година ги реконструираше мостовите, дека и владата на Република Македонија ќе го реши овој проблем. Минатата година во Македонија се случија 5 железнички несреќи во кои животот го загубија 4 луѓе, а 3 беа повредени.